Хипертензијата или високиот крвен притисок е модерниот масовен убиец, констатира современата медицина. Причините за ова се многу, но основни се. Пред се хипертензијата има надворешни и надворешни ризик фактори ки секоја индивидуа. Внатрешните ендогените ризик фактори се наследните фактори кои што ние сите ги носиме со нас и за жал не можеме да ги смениме. Меѓутоа надворешните ризик фактори се тие на кои што можеме да делуваме. Обезноста, неправилниот начин на исхрана, седечкиот начин на живот се една од главните ризик фактори. Втори ризик фактор е пушењето, кое што многу е често и многу е присутно за жал и кај помладата популација. Стресот е третиот ризик фактор кој што во голема мера допринесува за стресот допринесува за брз развој на кардиоваскуларни заболувања, на сакани ефекти и настанување на инфаркт. Во овој период високиот притисок доаѓа од економската криза, екзистенцијалната неизвестност и се поголемиот број социјални проблеми. Стресот е фактички резултат на тоа наше секојдневие. За жал тука индивидуално многу и можеме и не можеме да влијаеме, меѓутоа секоја личност треба да направи баланс и мора да најде некој начин да намали сопствениот ендоген одговор кон стресот, затоа што стресот предизвикува потенцирање на ендогените катехоламини кои што понатаму предизвикуваат развој на миокарден инфаркт и настанување на насакани ефекти. Современата медицина на хипертензијата гледа како на огромен проблем кој многу често завршува фатално. Како проблемот да се превенира? Превенцијата на хипертензијата ќе се вратиме пред се здрава храна, здрав живот, да се прекрати со пушење, да се обрнува внимание многу на хигиената, да се избегнуваат сите оние брза храна, масна храна, значи да се вратиме малку кон природата, прошетки, пешачења, спортски активности. Мислам тоа е она што на некаков начин и индиректно делува и за релаксација и ослободување од стресот, а воедно директно ни го подобрува нашето здравје. Статистиката кажува дека високиот притисок има високо место на здравствен ризик. Вашето искуство што кажува? Од 10 пациенти, дали да речеме половината со срцеви... Што кажува искуство? Од 10 6 се со хипертензија. Од 10 пациенти 6 се со хипертензија или со други зборови. Хипертензијата, меѓутоа прво да кажам од моето секојдневно искуство, многу ми е драго што се повеќе доаѓаат млади луѓе кои што имаат тегоби, кои што навреме сакаат да превземат мерки и прават своји скрининзи. Оваа тема, како и други, денеска беа анализирани на симпозиумот насловен како современи пристапи во третманот на пациенти кои примаат антикоагуланти, антиагрегатни и антихипертензивни лекови. 12 различна тема во сите овие наназад 10 години. Учествуваме во едукација на докторите стоматолози од нашата држава, а посебно од источниот дел. Присутни секако доктори стоматолози има од цела Македонија. Неистиот со своји трудови излагања земаа над 20 времни имиња од медицината. Организатор е од Факултетот за стоматологија при Штипскиот универзитет Гоце Делчев и Македонската стоматолошка комора.